Алтернативите се јасни. Балкан потонат во криминал и крв, Балкан нестабилен и расцепкан од насилство, под власт на бескрајно лакоми насилници, оаза за организираниот криминал и перењето пари. Балкан поделен и упропастен од етничка омраза и конфликти. Балкан обседнат со манијакална и болна омраза против непостоечки непријатели, неповратно изгубен во иморалниот гнилеж на етнорадикализмот. Македонија, парче, земја без имотен лист, израз кој го слушнавме неколку пати во изминатите денови и недели. Македонија приклештена во балканскиот мрак, на дното. Другата патека, во спротивен правец, е евроатлантска интеграција, отворени и хармонични општества, со демократски влади кои се партнери на граѓанското општество, светла перспектива со држави во кои институциите функционираат во служба на граѓанките и граѓаните, земји во кои владее правото и се почитуваат човековите права и слободи. По долги години назадување, насилство и деструкција, македонските перспективи се посветли. Можеби не се онакви какви што ги опишавме во претходните неколку редови, меѓутоа сепак се посветли и ветуваат хармонизација со европските вредности, во кои достоинството на човекот е на прво место. Зашто се работи? Мир и благосостојба на граѓанките и граѓаните, недискриминација, родова еднаквост, правда и правичност, одговорност, транспарентност, социјална и еколошка правда, заштита на ранливите категории, почитување на политичките, економските и социјалните права на сите подеднакво, обврска на работодавачите да се грижат за вработените, право на штрајк. Тоа се само дел од европските вредности кои можат да бидат дел и од македонската реалност, дел од македонската иднина. Предизвиците пред да зачекориме во таа македонска иднина се перспективи кои ветуваат пристоен живот, меѓутоа сепак мораме да кажеме дека се големи. Значи, тие предизвици, наспроти комплиментите и охрабрувањето на меѓународната заедница, ние сме свесни дека се состојат во тоа дека реформите можат да бидат и поенергични и потемелни. Свесни сме дека клучни институции кои во предстојниот период се потребни да обезбедат висока доверба во процесите, например Државната изборна комисија, изборниот систем и така натаму, се уште се соочени со последиците од долгогодишното коруптивно работење на претходната власт, како и на длабоката партизираност. Знаеме дека клиентелизмот и корупцијата се длабоко вкоренети во македонското општество, имаме податоци за тоа, имаме истражувања, како граѓанско општество ја имаме експертизата за таа појава и за тој синдром на македонското општество. Медиумите се во лоша состојба се уште, а етничките и верските тензии се уште се најдобрите и најевтините алатки во рацете на структурите кои не го сакаат прогресот, кои не ја сакаат слободата. Цивил во изминатиот период излезе со низа препораки за подобрување во сферата на изборниот систем, медиумските слободи и слободата на изразувањето, социјалната и еколошката правда, особено во поглед на злоупотребите во изборен контекст. Очекуваме институциите и владата да ги препрочитаат и да ги забрзаат процесите, се разбира со наша сесрдна поддршка и помош, и се разбира се во ова со цел да не ги пропуштиме роковите и овој пат. Бидејќи, според нас, ова се можеби последни рокови по кои нема да добиеме нова шанса.